Да, многу често. Јас сум дел од дебата на МОВ во ДБР и многу често има конфликти меѓу нив поради возраста. Например, ти си помал и не може да го искажеш целосно своето мислење или ти не знаеш, јас ќе кажам. Па најчесто или ќе се замолчат двете страни и ќе бидат принудени да се извинат, но не се оди длабоко во тоа зошто, например, нема тој, например, право да го искаже своето. Само или ќе се замолчат двете и нема да биде дозволено да зборуваат. На дебата едни со други, прво тие што ја водат ќе кажат да се прекине конфликтот, а во училиште професорите најчесто. Девојче постојано, значи во текот на сите овие 4 години, постојано го булизираат тие неколку деца од класот. Таа постојано се жали, родителите имаат реагирано и професорите, но тие неколку деца што ја задеваат продолжуваат да го прават тоа. И ова се случи пред 2 недели, пријавија кај еден професор и тој го зеде случајот во своји раце, ги однесе кај директорот, разговара, после ја посетија и стручната служба и мислам дека едниот доби предисклучување поради тоа што не му беше прв пат да се задева со девојчето. И сега веќе неколку недели гледам девојчето стои само, но барем не го задеваат. Па јас мислам едно дете станува насилник прво недоволно внимание, поради несигурностите кои што тој ги има и сака да ги сокрие на некој начин, поради комплекси и недоволна самодоверба. После, сметам дека овие што се 4-та година сега сакат да испаднат кул, можам да кажем, јас сум нешто повеќе од вас, пред нас помалите, и поради тоа мислат дека ќе испаднат нешто повеќе ако булизираат на некој, ако го исмеаваат и слично. Сакам да испратам дека не сте сами и треба да станете и да се спротивставите на нив, поради тоа што повеќе им допуштате, тие повеќе си земаат за право да ве закачаат и да ве булизираат. Мислам дека секој си има свое право да си искаже своето мислење и да стане за себе си, поради тоа што доколку ти не станеш, никој нема да стане за тебе. Да обрнете повеќе внимание на тоа како ние се чувствуваме и сето ова што се случува надвор од училишните часови, надвор за време на училишниот час, поради тоа што некои деца навистина се справдуваат со многу кое што вие се правите дека не го гледате, а всушност сите проблемот го гледаме пред нас е, а никој не зема замав да го реши. Мислам дека сето ова се случува од недоволна едукација кај децата и поради тоа што тие прават нешто, мислам дека самите мислат дека прават нешто добро доколку се закачаат со другите. Мислам дека треба да се разговара, да се тргнат детето што е булизирано и тоа што го булизира и да се реши. Прво да му се даде до знание дека нема никакво право да се однесува со неа, поради тоа што и таа има чувства кои што ги сокрива, иако не ги кажува. Треба доволно да се едуцираат и подлабоко да се влезе навнатре, па доколку нема некој ефект од страна на професорот да се оди подалеку кај директорот, стручна служба, да се поканат родителите и сите заедно да работат за тоа. Например, доколку сега се молчи, ајде девојчето после овие денови ќе нема да се гледаат повеќе, но ова продолжува во текот на целиот живот и тоа не е начин на кој што тој треба да разговара со луѓето и да ги третира.